Добри дојде на подкастот Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Во оваа подкаст епизода ќе зборувам за тоа дали треба да се пишуваат новите и непознатите зборови. Во врска со пишувањето на новите и непознатите зборови има многу дилеми. Некои наставници им даваат домашна задача на учениците сите непознати зборови кои се учени тој час да ги препишат од 5 до 10 пати. На часот ја барат тетрадката да видат дали навистина се напишани. Ова обично се случува кога се уште сме деца и кога е потребно да ги слушаме возрастните за да имаме подобри резултати. Ова и на мене ми се има случајно кога почнав да го учам англискиот и францускиот јазик. Тоа е кога започнуваме јазикот да го учиме на ниво од 0, односно А1 ниво. Лично сметам дека тоа многу ми има помогнато кога сум започнувала учење на нов јазик сосема од почеток. Дури и сега советувам на било кој да почнува да учи нов странски јазик од нула, да почне да ги пишува новите и непознатите зборови. Преку пишувањето на зборови во тетрадка или на парче хартија, нашиот мозок поинаку го перцепира тој нов збор, отколку само да го прочиташ 5 пати. Долготрајна меморија на зборот ќе направиш ако непознатиот збор го напишеш 10 пати. И навистина тоа да го сториш, а не да си ветиш дека тоа ќе го сториш следната недела и повторно нема да го направиш тоа. Кога некој јазик се учи од почеток, од нивото А1, тогаш наставниците и професорите најчесто советуваат да се пишуваат непознатите зборови. Разликата е во тоа само колку години имаме и колку сме дисциплирани, односно само дисциплирани да работиме некои работи кои во моментот ни се чинат здодевни. Кога имаме 7 или 8 години и за прв пат во животот се среќаваме со некој странски јазик, ние внимателно ги следиме упатствата од наставниците. Се сеќавам дека бев прво одделение кога почнав да одам на часови по англиски јазик во пионерскиот дом во Куманово, кој од Куманово ќе се сети каде се наоѓаше тој. А во првите 2 години не пишувавме ништо, толку само го слушавме англискиот јазик. Имавме еден учебник кој го следевме и тоа беше се. Не пишувавме од причина што официјално ние се уште не сме учеле латиница, која се учи во второ одделение, бидејќи англискиот алфабет се латинични букви, ние не пишувавме латиница. Откако на училиште научивме латиница, почнавме и на часовите по англиски да пишуваме зборови. Се сеќавам дека тоа на почетокот беа оние едноставни зборови. Здраво, како си, јас се викам, потоа броевите до 10, неколку животни, обично оние животни кои што имаат по 3 букви. И така тие зборови кои се среќаваат на почетокот кога се учи некој јазик. И сите за домашно имавме тие зборови да ги напишеме 10 пати. Сакам тука да кажам дека ова се работи за период пред 23, односно 24 години, кога во Македонија англискиот јазик на училиште се учеше од 4-то одделение. Многу работи се имаат променето од тогаш. Сега англискиот јазик во училиштата широм Македонија се учи од прво одделение. Сакам да кажам дека без изговор скоро сите ученици редовно ја исполнуваа оваа домашна задача. Но кога почнав да одам на часови по италијански јазик, тогаш веќе имав 14 години, 13 мислам дека бев, тогаш бев 7 одделение. Колку и да знаевме дека треба да ги пишуваме непознатите и новите зборови, некогаш ги пишувавме, некогаш не.
И тоа траеше така, се додека дојдов во ситуација кога не можев да се сетам на некој збор кој сакав да го напишам во моментот или ми беше тешко да го изговорам. И тогаш се вратив на сите зборови кои ги имав пропуштено да ги напишам. Тогаш ја разбрав важноста на пишувањето на непознати и нови зборови кога се изучува некој нов јазик. Оно што го забележувам кај возрастните луѓе сакаат да учат и да усовршат некој странски јазик, но многу често ја избегнуваат оваа вежба. Кога на часот тие ќе ги препишат зборовите, но не ја завршуваат домашната задача од причина што си велат, јас сум сега возрасен или возрасна, зошто да работам вежби за мали деца, тоа се вежби и работи за мали деца. Ги знам јас сите овие зборови, доволно е само да ги прочитам, воопшто не ми е потребно да ги пишувам. Но, за жал, можам да кажам дека нашиот мозок не е во можност да ги запомни сите непознати зборови кои ќе ги прочиташ. Да беше така, сега сите ќе можевме да пишуваме и да зборуваме по минимум 10 јазици. А ако се уште си тука на подкастот и се прашуваш дали навистина треба да се пишуваат новите и непознатите зборови, дали навистина вреди пишувањето на тие зборови во тетрадка, ќе ти ги кажам одговорите. Како некој кој зборува 6 јазици, можам да ти кажам дека доколку се наоѓаш на почетокот при изучување на некој јазик, македонскиот или било кој, потребно е да ги пишуваш непознатите зборови. И тоа треба да го правиш рачно и во тетрадка, на парче хартија. Тетрадка најдобро, бидејќи тука ти остануваат сите тие зборови кога ќе ги заборавиш, па се враќаш да се потсетиш. Нашиот мозок, кој е неверојатна машина, на овој начин многу едноставно и побрзо ќе ги запомни зборовите. Но она што сакам да го кажам е дека ова престанува да го прави, да го практикува ученикот, односно студентот, кога ќе стигне на ниво B1 или B2, а посебно кога изучува јазик кој има фонетско писмо како македонскиот. Кога студентот се наоѓа на ниво B1 или B2, веќе доволно го разбира јазикот, тогаш треба да биде во можност да е способен да прочита текст. Би требало околу 80% од текстовите да ги разбира и тогаш се случува ученикот кога ќе слушне или ќе прочита некој збор да не го запишува, туку ќе го повтори неколку пати во себе и смета дека го научил зборот. Ова исто го имам забележано и кај голем дел од луѓето кои го зборуваат јазикот на едно високо ниво и смета дека е сосема непотребно да ја работат оваа вежба кога ќе слушнат или ќе прочитаат некој нов збор. Но ваквиот начин на размислување и делување е сосема погрешен. Лично сметам дека без разлика на кој ниво го зборуваме јазикот, ако имаме нов збор кој ни е тежок за изговарање, треба рачно да го напишеме на парче хартија, лист хартија. И тоа од 5 до 10 пати. Она што го советуваме кога изучуваш јазик, во овој случај македонскиот, обиди се да ги запомниш тешките и непознатите зборови така што ќе ги запишуваш. Пробај го ова и ќе ги видиш резултатите. А доколку пак сакаш јас да ти помогнам со лесно да го зборуваш македонскиот јазик и да го научиш како полесно да запомниш нови и непознати зборови, кликни на линкот кој се наоѓа во описот на оваа епизода и закажи ја твојата бесплатна консултација. Многу се радувам да те запознавам и те поздравувам до следното слушање.